Се заканува ли премиерот Зоран Заев со нови немири во Македонија? Ваква дилема се отвори по вчерашниот настап на првиот човек на СДСМ на митинг во Скопје, откаде јасно порача оти или ќе бидат сите среќни, или ќе немало среќа за никого. Но и со еден чекор сме низ брдо, назад во 2016, а кој знае, може би во 2001, во ризици, неизвестност, криза, изолација. Се чини дека премиерот гласот на народот го слуша само кога се избори. По дебаклот во првиот круг на локалните избори, лидерот на СДСМ најави реформи во партијата и поголема отвореност за граѓаните. Промена која рече ќе се имплементирала веднаш. Казната од народот е јасна, призна Заев и рече оти повеќе немало да има повторување на истите грешки. Оваа опомена која ни ја дадоа граѓаните ќе се рефлектира и врз подобрување на работата и на општинските, но и на централните институции и на владата. Ние немаме што друго да кажеме на граѓаните, освен благодариме, примено, постапуваме. Не од следниот мандат, не после локалните избори, не од наредниот понеделник. Сега, од овој момент. Заев најавуваше реконструкција на владините министри и високи функционери уште во април 2019 година, помеѓу двата изборни круга од председателските избори. Тогаш што изборуваше за голема чистка во владата, посочувајќи оти никој немало да биде поштеден. Имаме слаби функционери на одредени места кои што треба да ги промениме за да дојдат нови, а не дали се тоа од СДСМ дуи. Иако Заев пред локалните избори прогнозираше победа во 22 општини за СДСМ, а само 6 за ВМРО ДПМН по првиот изборен круг. Но резултатите покажаа дека опозицијската коалиција освои 22 градоначалнички места, а СДСМ само 9.